Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Почеток на неделата, уште едно издание на емисијата во која што разговараме за состојбите во нашата средина на различни начини, некојаш на она локално ниво, некојаш на она поширокото политичко со оние големи условно политики, но ќе се согласи дека најчесто важно е она што се случува во локалните средини. И имавме еден договор со нашиот вечерашен гостин при последното гостување дека од време на време, периодично ќе говориме за она што се случува. Нашиот вечерашен гостин минатата недела престојуваше во едно од своите патувања во странство од аспект на проширување на соработката која што општината Делчево ја има не само овде во Македонија на локално ниво, туку да се видат и можностите за некоја меѓународна соработка. Но тоа е само еден дел од она што ќе говориме вечерва со градоначалникот на општината Делчево Иван Гоцевски. Господин Гоцевски, градоначалниче, добро вечер. Добро вечер, Дони. Направим благодарност за вас како медиум за и оваа покана денеска бидам ваш гостин да зборуваме за моето Делчево, за тоа што му се случува моментално на Делчево, што му се случуваше во периодот кој што од кога се видовме последниот пат и за тоа што ќе се случува во наредниот период, во блиска иднина, затоа што се надам дека повторно ќе се видиме после извесен период. Голем поздрав до вас и до вашите гледачи и да поминеме еден добар термин, вечерашен термин, да зборуваме за, како што кажа, за Делчево и за убавините во Делчево. А ако мене ме прашате, јас бидејќи сум под впечаток уште на вчерашниот ден на натпревар кој што имавме во Берово со фудбалскиот клуб Карвинци, мислам дека скоро ќе имате нешто што остава белег во регионот и тоа е еден од настаните кои што се поврзани наредната недела. Ел Класико на истокот, знам дека сте вклучени и знаете што се случува нормално во фудбалскиот клуб Брегалница Малеш. Мислам дека тоа ќе биде навистина еден празник, вообичаено е така, ќе имате подготовки, претпоставувам, бидејќи како ретко кога во истокот публика многу натпревар од ризик, ама редовно завршува со заедничко славие на двете навивачки групи, навивачите, тука нема некои проблеми. Мислам, и затоа сакам да кажам дека и нешто друго ќе биде поврзано, одбележува 100 години фудбалскиот клуб, имате одбележување на 150 години Разловачко восстание, многу причини за подготовки за убави работи. Меѓутоа, најпрвен, што очекувате ајде од недела од надпреварот меѓу Брегалница и Малеш? Па добро, јас искам денеска сум во боите на ФК Брегалница, небесно плаво, или нашите познати сини, секако дека очекувам дека нашиот фудбалски клуб кој што е во добра форма, дека ќе победи на Ел Класико на истокот, тоест на дербито помеѓу ФК Брегалница 1924 и ФК Малеш, но пред се тоа што е битно за нас и за сигурно и за беровци и за целиот регион да имаме една добра фер надпревар, една добра фер атмосфера, зашто и јас лично не сум и сум убеден, затоа што и покрај тоа што има ревалитет, тие надпревари се едни од малкото на кои што се пече скара и се прават по тие познати една посебна атмосфера во секој случај. Така да во интерес и на градот и во интерес и на љубителите на фудбалот, пошто и делчевци и беровци сакаат фудбал, очекуваме дека ќе има доста публика. Доколку па се погоди времето, сум убеден дека ќе има публика дури на двете трибини, кој што за жал е реткост веќе во Македонија, но се уште и во Делчево, па и во Берово, и покрај тоа што се нашите клубови трета лига, сепак има љубители на фудбалот го има и има фудбал. Мислам дека една од најважните работи е дека редовно таму има многу публика но ривалство кое завршува на тоа спортско ривалство, ретко кога не се сеќам да имало инциденти, нека биде така и во недела. Но пред тоа ајде да одиме и со она што е актуелно. На почетокот на вашиот мандат вие говоревте дека сакате да донесете на некој начин нови ветришта, нова свежина во функционирањето на Делчево, да биде подобар град за живот, подобра средина за живот. И меѓу другото инсистиравте и на подобра соработка со бизнис секторот, но ќе се вратам на нешто што е најскоро. Минатата недела бевте во Италија и сакам да почнам со она што е на некој начин обид Делчево да го издигнете на едно друго ниво на соработка кој што ќе биде и меѓународна. За тие меѓународни контакти малку повеќе ајде на почетокот. Па добро, да, како што и сами спомнавте, ние бевме во Италија, но претходно бевме во Словенија. Така, затоа реков повеќе посети имате. На една интензивна посета, најпрви бевме од 5 дена, најпрви бевме во Чернобил, во Република Словенија, каде што разговаравме со градоначалникот за продолбочување на нашите добри релации, пошто ние имаме веќе воспоставени контакти и во минатото со Чернобил, затоа што Чернобил беше општина која што има многу доброволни противпожарни друштва и дел од нив и делуваа за време на пожарите кои што се случија во Пијаничко-Маршевскиот регион пред неколку години.
и оттаму влечеме познанство, оттаму влечеме корени нашето пријателство и сега се договоривме, пошто и таму има локални избори оваа година, веќе зависно од исходот и од самиот резултат, живи и здрави веќе до година да подпишеме и меморандум за соработка, тоест за збратимување на нашите општини. Така да една многу убава општина, многу позитивни примери, уредена чиста општина и општина која што има дури 27 доброволни противпожарни друштва. Таму остваривме контакти со и командирот на просторните сили и секако со командирот на полицијата, кој што своевремено и раководител на сите тие доброволни противпожарни друштва, од каде што ни ветија некои можности за соработка, за напредување на нашата противпожарна единица и секако за подобрување на условите и работата на нашето доброволно противпожарно друштво и разгледување на можноста за формирање на доброволно противпожарно друштво кое што ќе перифира во нашите пооддалечени села. Тука станува збор за селата Стари Нов и Стевинг, селото Разловци, селото Тработивиште и секако селото Вартиславци, Бигла и Драмче. Така да веќе имаме и дрон со кој што ние направивме први обиди и за контрола на самиот терен. Таа практика ја научивме од таму, од Словенија. И секако функционирањето на просторните сили кои што е на многу високо ниво во Република Словенија. И потоа од таму заминавме во Италија, во регионот Пиемонте, каде што остваривме средба со 4 општини, од кои што 3 беа формални и една неформална. Од формалните остваривме состанок и средба со градоначалникот на Родино, со градоначалникот на Монфорте и со градоначалникот на Новело, со кој што веќе подпишавме меморандум за соработка и меморандум за збратимување, кој што треба многу наскоро да се случи. И секако направивме средба со градоначалникот на градот Доглијани, каде што живеат многу нашинци, тоест нашинци од Делчево кои што имаат успешни бизнис приказни, но поради тоа што не ни беше вметната оваа општина во протоколот, имавме само неформална средба, во некое догледно наредно време ќе направиме средба и со нив и не се исклучува фактот исто така да подпишеме таков меморандум. Но сега за сега официјално е тоа. Имаме подпишан меморандум со Родино, со Монфорте и со Новело, од каде што се договоривме да имаме размена на искуства на нашите ученици кои што учат италијански, да дојдат нивни редовни гости во оваа област. Секако се најави некои донации од нивна страна, но тоа што е најважно е што истите веќе потврдија дека ќе бидат на чествувањето на Озлечкото востание, тоест на 18 и 19 мај. Сите три градоначалници подкрепени од раководителот на целата област. Тоа е една многу влијателна фигура во политиката во Италија, кој што своевремено беше неколку мандати европратник, ќе биде исто така во нив и неколку представници на бизнис секторот кои што живи и здрави ќе дојдат во Делчево, ќе се запознаат со нашиот град, ќе ги видат убавините на нашиот град, затоа што ние реално не бевме со мисија да молиме и да плачеме дека сепак лошо се живее во Македонија, а бевме со на друга мисија да покажеме дека оние луѓе кои што пред 30 години заминале од Делчево и од Делчевско и од регионот, во нивниот регион, сепак потекнуваат од една чиста средина, од една убава средина, од една средина која што има потенцијал да се развива и токму тоа беше и во основата. Оттаму добивме многу убави импресивни пораки дека сепак македонците и италијанците живеат веќе без маргини, тоест веќе имаат многу голем соживот, што е за поздравување и секако дека го оценуваат тоа што нашиве пред повеќе од 2 децении заминале таму и што им помогнале да опстојат нивното стопанство, тоест нивното земјоделие, нивните визби, нивните кантини, нивните ниви и така натаму, а со тоа секако и обстанале овие многу важни општини, иако се многу мали општини, но многу важни, со многу импозантна архитектура, со многу замоци, со многу важни нешта кои што може да се видат во тој период, мислам во тој регион. И така да мислам дека тоа е така беше една добра плодна средба и од која што ќе ги береме плодовите и ние како сегашни генерации, а и ините генерации. Во рамки на нашата меѓународна соработка, еве сега во среда заминуваме со делегација од јас и уште неколку директори на институции во Делчево во Рача во Србија, со кои што имаме збратимени односи, тоест на покана на тамошниот градоначалник господин Бранко, ќе бидеме тамошни гости, од каде што ќе имаме секако можност за размена на искуства помеѓу нашите институции, помеѓу општините, помеѓу
училиштата, помеѓу самите здравствени установи и така натаму. Така да добри се тие средби, добри се, некој ќе каже дека тоа е прилика за шетање, но не, напротив, тоа е една прилика да се запознаеме, да видиме како сепак функционира системот во другите држави, кои се нашите недостатоци, кои се нивните недостатоци и што ние можеме да научиме од нив, што тие од нас и што ние реално треба да подобриме и да си помогнеме за да се движиме заедно напред, затоа што овие држави, Македонија и Србија и Словенија и Италија имаат богато минутот за себе и имаат што да си дадат. Некој ќе каже што можеме ние да дадеме на нив, но можеме да дадеме многу. Ние имаме убава природа, имаме можности за развој на туризмот, имаме преубава храна, имаме преубава култура, имаме многу манастири, многу цркви, имаме река, имаме 3 убави планини, особено во Делчевско, така да имаме што да покажеме. Имаме манифестации кои што се јубилени, како што кажавте и вие, 150 години од Ловечко востание, имаме сега 100 години фудбалски клуб, имаме во месец мај и празник на градот Свети Кирил и Методи, ќе имаме еден многу настан со црковно хорско пење, така да имаме што да покажеме во тој период и се очекува со нива да поста сега на овие 5 споменати општини, пошто ќе дојдат и тие, мислам и од Словенија и од Србија, и со трите општини од Италија, да имат да можеме да се представиме на високо светло, дај Боже да направиме и некоја можеби српска, словенска или италијанска вечер, па да можат и тие да представат нешто нивно во нашиот град. Така Во секој случај, поентата е, како што рековте, да не испадне дека ние кога одиме некаде, бидејќи се добива таков впечаток во Македонија. Ќе отиде некој, ние ќе бараме само нешто. Значи не е поентата да бараме дека секојаш имаме што да понудиме. Па точно тоа. Мислам, точно тоа беше во основата на самата посета и точно тоа мислам најмногу допадна и на тамошните градоначалници, затоа што реално кога отидовме сите беа во гард. Сите очекува дека што прво ќе побара. Некој ќе бара нешто во Но ние напротив однесовме прикладни подароци од нашиот регион, преубава сливова ракија, моја лична, препознативи бренд Фротир од Делчево, многу брошури, многу мапи, туристички мапи, книги кои што се мислам монографии за нашите убави села, за Делчево, така да имавме една убава прилика и во странство да зборуваме за нашата општина. Нашата општина која што може да даде, има потреба секако да се развива, има потреба и од донации, има потреба на повеќе места, имаме недостатоци, но сепак имаме голема перспектива и можност за развој и за раст. Народски кажано, не треба никој да свати дека одиме само да кукаме нека бидејќи тако се создаде во Македонија некоја ситуација, кога одиме во странство само бараме. Меѓутоа, од она што беше, да се вратам на Словенија, да, факт е дека Словенија е една од државите која што меѓу првите и на врвото на оние кои што многу помогнаа со пожарите. И споменавте дека има искуства и објавивте денови ми се чини дека ќе бидеме многу подобри во справувањето. Купивте дрон, што работи доброволно, мислам дека имате доброволно противпожарно друштво. Да. И практично што е новината таму, сезоната доаѓа подготвено ли е Делчево да одговори на предизвиците? Па да, Делчево е подготвено затоа што имавме веќе неколку состаноци со кризниот штаб и со штабот за управување со кризи. Сега сме во постапка на креирање на нови просторни сили, тоест просторни сили кои што ќе бидат од делокругот на вработените во локални институции кои се под општината. Тоа секако тука станува збор за вработени во комунално претпријатие, во градинката и во школите, здрави мажи кои што ќе бидат на готовност на градоначалникот и на кризниот штаб во не дај Боже во несакани ситуации од поплави, од пожари. Паралелно на тоа веќе сме во соработка со дирекција за заштита и спасување за изновување на нова опрема за гасење на шумски пожари. Благодарение на општествено одговорни компании веќе обезбедивме униформи за дежурства, униформи за интервенција и сега сме во постапка за тендерирање за интервентни опрема за интервенции во шумски пожари. Тоа се специјални униформи. Сега во постапка е најавена една донација, исто така на едно противпожарно возило дополнително и ги подготвивме сите занемарени возила кои што беа од минатото, кои што за жал се и постари, но имаа потреба од освежување. Истите се веќе сервисирани комплетно и се на готовност на нашата територијална противпожарна единица за не дај Боже за интервенции во пожари. Колку и да сакаме да не зборуваме на таа тема, пошто е непопуларна тема, сепак ние како општина Делчево и заедно со соседните општини, особено општина Печево и општина
Беро веќе имавме појава на двоцифрен број на пожари, а се уште не е ни почната сезоната. И тоа што загрижува е што на повисоките места, особено во ваторот на село Разловци, Митрашинци, во тој дел на планината Средна, токму таму се овие појава на пожари, намерни или ненамерни, не сакам да коментирам. И баш поради таа причина и ние обезбедивме дрон и имаме обучени лица и во територијална противопожарна единица, а имаме и во општина Делчево за управување на дрон и ќе правиме заедно сега, направивме наши интервентни проби од нашата територијална противопожарна единица за снимање на теренот и за луцирање на проблеми, но во најава имаме доста такви интервентни акции заедно со регионалниот центар и со МВР од Делчево, тоа е ОВР Делчево за идни заеднички акции за сузбивање на појавата на подметнати пожари, особено на повисоките места во нашите шуми. Така да со еден збор ставаме крај на медениот месец на пироманите. И тоа е добро, бидејќи секоја година, минатата можеби не толку, меѓутоа опасностите се секогаш тука. Се премина на нешто што исто така беше еден белег, уште од почетокот сакавте да остварите блиска и потесна комуникација со бизнис секторот, остваривте и средба, ми се чини, во општината на таа тема. На кој ниво е таа бизнис соработка со бизнис заедницата и знам дека наскоро најавувате нов бизнис форум, кој што можеби, што е ефектот и што очекувате и кој е фидбекот досега? Па да, ние имаме веќе останало неколку среби со бизнис заедница во Делчево. Од повеќе сектори, од повеќе аспекти, од повеќе места во локации во нашата општина. Мислам дека таквите средби рано или касно ќе водат со полза тоа што бизнис секторот имаше потреба да почувствува дека ние сепак си подаваме рака. Нели, во минатото веќе донесовме и програма за отуѓување на државно земјиште, кој што полека но сигурно влегува во фаза на да го види светлото на крајот на тунелот, тоест имаме 8 атрактивни парцели кои што ќе им помогнат и нашите бизнисмени и секако на заинтересирани бизнисмени од внатрешноста на нашата држава, па и од странство да можат да инвестираат во Делчево. Тоа беше една и од идеите кои што се роди на првата наша средба и секако организација на бизнис форум во кој што ќе имаме за цел единствено и само да го промовираме нашиот бизнис и нашиот бизнис сектор. Затоа како што и сами спомнавте, сега на 30 април во спомет домот Аснум, пошто веќе ни е утврдена агендата, со почеток од 12 часот ќе започне првиот бизнис форум на територијата на општина Делчево, кој што нема да биде единствен од овој тип. Планиран е и втор бизнис форум, кој што ќе биде во септември, живи и здрави, кога ќе имаме и поголем наплив и на наши иселеници ширум светот. Така да на овој сега сакаме да подадеме рака и на нашите стопанственици, да ги отвориме, да ги расшириме нивните погледи, нивните визии, секој во соработка со нас како општина Делчево, во соработка со институциите и во соработка со амбасадите и со бизнис коморите и секако во соработка со соседните општини од другата страна на границата, тоа е во Република Бугарија и со нивните тамошни комори и со нивните стопанственици да ги споиме, да поразговараме на отворено во неколку трибини кои што ќе бидат во рамките на овој ден, да ги видиме можностите кои ги нуди Делчево, кои ги има можностите и секако кои ќе бидат на крај и бенефитите за идна соработка помеѓу бизнис заедница од другата страна на границата и бизнис заедница која што е во Делчево. Така да тоа ќе биде еден комплексен настан, еден убав настан со многу брошури, со многу пропаганден материјал, со многу јасна визија, значи со многу целенасочени действија кои што треба да се случат во иднина и мислам дека најголем бенефит е тоа што во срцето на Делчево ги спојуваме бизнис секторот од Делчево, локалните самоуправи од другата страна на границата, тоест од општина Благоевград, од општина Симетрија, од општина Дупница, нашите министерства за економија, нашата агенција за вработување, Министерство за култура, и туризам, за развој на туризмот, како што кажав, стопанските комори, амбасадите и на тој начин правиме една комплексна целина за да можеме ние како општина Делчево, тоест бизнис секторот од општина Делчево да може да си го пласира својот продукт за евентуално идни туристи
во Делчево за евентуално идни соработки преку кросборд соработките со Република Бугарија, затоа што веќе и законски е возможно и фирмите да соработуваат преку гранична соработка, така да мислам дека не само општините пошто веќе имаме ние соработка со Република Бугарија, тоа со општина Благоевград преку кросборд соработка имаме два добри проекти. Мислам дека и нашите фирми ќе ја препознаат одлично можноста со тамошните фирми да аплицираат на европски проекти и да го развиваат и да го усовременуваат нивното производство. Тоест, ќе можат да аплицираат за разноразни програми и проекти, за разноразни нови технологии, дај Боже и за вечерска дилигенција, пошто имаме еден дел кој што ќе биде и на Cyber Business Forum, ќе има една многу добра презентација од наш еминентен професор кој што ќе зборува само во тој дел, така да ќе биде еден одличен настан, еден одличен прв настан кој што ќе даде сериозен инпут во продолжување на соработките помеѓу општините, зборувам за прекугранична соработка и секако за соработка помеѓу нашите фирми и тамошните фирми. Затоа и спомнав дека веќе во септември ќе направиме и втор бизнис форум кој што ќе има единствено и само за цел да ги согледа резултатите од првиот форум, дали ние тоа што сме го зборували на самиот прв бизнис форум сепак вродиле со плод и секако живи и здрави во септември кој ќе биде и втората бизнис сесија, поучени од минатото, тоест од грешките од минатото, да направиме нови теми, да ги нотираме новите проблеми, новите можности и дај Боже да направиме и дводневен и тродневен бизнис форум кој што ќе биде и само од интерес на нашиот бизнис сектор и од интерес на општината, затоа што општината секако живее од даноци. Колку повеќе се развива бизнис секторот, толку повеќе даноци ќе се влеваат во касата на општината. Ако не се работи во нивни интерес, едноставно нема развој, ако нема таа соработка. Сега, одам на она што некои манифестации кои што се редовни и традиционални се малку подоцна во текот на летниот период, меѓутоа имате нешто што јубилеи веќе ги споменав. Разловечко восстание 150 години, фудбалскиот клуб Брегалница 100 години, што не е малку реално, и денот на општината 24 Свети Кирил и Методи. Тоа се три настани кои што се релативно блиску и веќе во тек се подготовки. Малку повеќе за нив јас прочитав нешто во врска со фудбалскиот клуб, споменавте за разловечкото восстание, што се е планот за вакви не се мали во секој случај убави јубилеи. Па да, јас секако би почнал најпрвено од редоследно, пошто разловечко восстание јубилеј 150 години е прво, тоест ќе биде дводневно оваа година, ќе биде на 18 и на 19 мај. Слободно можам да кажам и нескромно дека неколку пати го имам кажано јавно и тука кај вас и во емисија или во други мои јавни настапи дека јас лично сметам дека разловечкото восстание е не помалку важно од Илинденското восстание. Тоест тежината на разловечкото восстание дури можеби е поголема за тоа што е неколку години претходно и е прво восстание на територијата на Република Македонија и прво восстание во кое што учество имале само македонците. Тоест, се споменува уште во далечната 1876 година за Македонија, за македонската самосвест и за борбата и желбата македонците да имаат сепак слободна територија. И тоа треба да го зборуваме јавно и треба да го кажуваме и нивните генерации и сите да го знаат. И затоа многу пати сега кога зборувам со моите соработници, ние можеме да направиме грандиозен настан, ќе го направиме грандиозен настан, ама ако донесеме 500 деца во Разловци на самиот ден, тоест на 19 мај, ние нема ништо да направиме. Така да нашата првична идеја и мисија и визија е да ги донесеме дечињата од пето одделение па се до 4-та година средно. Да бидат сите во Разловци, да го почувствуваат енергијата и моќта и на Разловци, и на Разловечко восстание, но и на Делчево. Значи тоа е еден импозантен јубилеј 150 години кој што јас и моите генерации и овие постарите можеби нема да очекаме втор таков голем јубилеј. Тоа е стварно еден јубилеј кој што ние треба да го искористиме и затоа не случајно работиме на истиот веќе 2 години заедно со премиерот Христијан Мицкоски, заедно со владата и заедно со ресорните министерства. Овде кога зборувам за ресорните министерства, зборувам за Министерството за култура и туризам и Министерството за одбрана преку генерален штаб, затоа што во Делчево се очекува да дојде целиот државен врв, да се даде дополнителна тежина на настанот, затоа што нема друг таков јубилеј оваа година во државата. Ова е најголем јубилеј во државата, најголем национален јубилеј во државата и секој еден вистински македонец треба да дојде, особено на 19 мај, и да ја почувствува силата и
мокте на самото историско место Разловци, затоа што тоа е стварно еден убав настан. Инаку настанот, како што спомнав, ќе биде во 2 дена. Првиот ден ќе биде на 18 мај во Делчево на редната сцена. Живи и здрави, планирано е да има еден многу убав настан со генерален штабот на армијата на Република Македонија, една многу убава показна вежба, да биде целата гарда на армијата овде во Делчево, да биде војниот оркестар, танец, да живи и здрави да биде тука. И тоа што посебно мене ме радува е што имаме замислено, пак се врдиме околу бизнисот, да имаме еден саем на нашите занаечи, на нашето домашно производство, кое што ние ќе го искористиме моментот кога ќе има и поголем наплив на луѓе, да понудиме, да покажеме на луѓето кои што ќе дојдат надвор од Делчево дека ние имаме сливова раке, дека ние имаме сушени сливи, дека ние имаме одличен пијанечки мед, дека ние имаме одлични носи, дека ние имаме институции кои што работат за зачување на самата автентика на нашата општина Делчево, така да ќе биде еден добар спој во првиот ден и ќе биде добра најава за она што ќе се случува веќе наредниот ден, кога што ќе биде и главното чествување на 150 години Разловечкото востание, во кое што секако се предвидени положување на цвеќе од највисок организацијски врв, после на црквата Костадин Елена, на крај еден убав ручек со сите гости и тоа што мене особено ме радува е пуштањето на спомен домот во селото Разловци. Ова е објект кој што беше заборавен објект, кој што благодарение пред се на премиерот Христијан Мицкоски и владата на Република Македонија преку Министерството за култура и туризам, кој што инвестира преку реставраторскиот центар 23 милиони денари средства за комплетна реконструкција на спомен домот, кој што веќе е во фаза на изградба и кој што веќе се забележува дека добива нов лик кој што навистина и му доликува на Разловци и на еден таков импозантен, значаен објект, кој што ќе сведочи за минатото, за Разловечкото востание, но и ќе има само до село бенефит од неговото функционирање во иднина, затоа што таму се предвидени многу богати културни содржини, музеи, библиотека, нови вработувања, можност за дополнителни посети на организирани тури не само на деца, а и на туристи, така да самото село добива на важност, добива на тежина. Јас многу пати имам споменато и сега веќе официјално ќе пуштиме еден допис ние како општина Делчево за да побараме Разловци да биде заштитено културно историско место. Тоест со одлука на влада тоа е возможно и ние како општина Делчево планираме да го потегнеме овој хабар чекор и да бараме секако и од владата, и од премиерот, и од министерствата, сепак Разловци да добие еден епитет на историско заштитено културно место. Тоа е една повисока фаза и секако да сме живи и здрави, секој еден делчевчанец, секој еден разловчанец би бил среќен доколку дочекаме и ние како сегашни генерации Разловечкото востание сепак да биде државен празник, за тоа што така и заслужува. И во секој случај, кога ќе добие еден таков статус малку поинако е третманот и помошта во зачувувањето на самото тоа природно, односно национално богатство ќе му да е историско. Сега и уште 2 настани рековме, веројатно после ова следува денот на општината и одбележувањето на 100 години фудбалски клуб. Па да, јас многу се зборував за Разловци, пошто ми е во душата. Тоа од почеток го говорите, тоа е факт. Ненамерно ги занемарив другите јубилеи, после тоа следува секако имаме 20 и 21 ден на пожарникари, ден на МВР и имаме на 23 мај празнување на 100 години јубилеј на ФК Брегалница од Делчево. Мислам дека ни 3 клуба го немаат овој јубилеј во државата. И тоа е навистина еден многу важен спортски настан, многу важен настан и за градот. Секако јас не сакам да зборувам од името на општина Делчево како дека ние стоиме позади организација на овој настан, но сакам јавно да ги поздравам самите организатори, самите иницијатори, една млада позитивна екипа која што работи моментално во ФК Брегалница и кои што стоат и во основата на самата организација по повод 100 години ФК Брегалница. Ние како општина Делчево и денес имавме состанок со истите и веќе разговаравме на таа тема.
стоиме на располагање со сите наши ресурси, секако и ние и Центар за култура, пошто се предвидени и игрорни точки за време на самиот настан, предвидени се исто да биде масовен голем настан со гостување на фудбалски клуб Локомотив од Пловдив, каде што современо настапуваше беше капитен нашиот репрезентативец од Делчо Ванчо Трајнов. Има еден ривјален натпревар помеѓу нашите легенди, нашите луѓе кои што ставиле трага во овој клуб и секако тамошните фудбалски легенди на фудбалскиот клуб Локомотив од Пловдив. Имаме секако фудбалски натпревари помеѓу нашите млади категории, по тоа што знам, и секако посета пак на еминентни лица од врвот на ФФМ, од врвот на Министерството за спорт, да му се даде исто така на нетежина, за тоа што мислам дека ниту еден клуб, постои клубови се само ФК Љуботин и ФК Малеш, каде што ќе се сретнеме сега во недела, но мислам дека они нема направено таков настан. Еве сега за среќа ние, за среќа зборувам јас како градоначелник на општина Делчево, ние во Делчево ќе имаме еден многу голем настан, многу убав настан, барем така е замислен и нели живи и здрави, да ни се погодат и временските услови, за да покажеме дека и покрај тоа што Делчево има клуб во трета лига, дека Делчевчани Делчево го сака спортот, го сака фудбалот и дека се гордееме со тоа што ние сепак имаме фудбалски клуб кој што опстојува цел еден век. Така да тоа ни дава на нас. Ова ми стои како да е цело ова практично се поклопува со одбележувањето на денот на општината. Да, ние имаме денот на општината е 7 септември, 24 мај, денот кога се чествуваат нашите просветители Кирил и Методи. Како патрон ќе му дојде наш патронен празник, во кој што заедно со нашата епархија Делчевска Каменичка и минатата година и поминатата година имаше организирани така поголеми настани. Оно што оваа година радува е што петок вечер ќе имаме еден многу убав настан кој што ќе биде во центарот на градот пред новата црква во градскиот парк и ќе имаме хорско пеење, нешто ново, нешто така емотивно, нешто многу силно за градот. Ќе имаме настап на еден од најеминентните хорски црковни хорови. Ќе имаме настап исто така на други хорови кои што не се од државата и со силно озвучување, со добра организација за да се почувствува она религиозен шмек и големината на нашите посетители Кирил и Методи, за тоа што благодарение на нив ние денеска знаеме да пишуваме и да читаме и така ние како општина Делчево одлучивме оваа година да направиме еден поголем настан кој што ќе биде во фокусот за сепак нели за промоција на градот и за промоција на културата, на религијата и секако на нашите патрони свештеници. Мислам дека ќе биде исто така еден многу убав настан и ќе биде еден настан кој што ќе го заокружи целиот овој целата ова група на настани, нели како што спомнав, Разловичко востание, 100 години ФК Брегалница и практично мај во знак на многу одбележување на значени моменти и историски и во секој случај од она што е развој на целиот град и постоење. И тоа е добро. Сега да се вратиме во последниот дел од емисијата, да направиме еден пресек со она што го имате како проекти, колку сте задоволни од реализацијата, што е најактуелно, почнува ли да се оди во таа насока кој што ја посакувате од стартот на вашиот мандат? Па да, сега јас сум задоволен од тоа како се движи динамиката на капиталните инвестиции. Да бидам искрен, е многу тешко во ситуација кога имаме војни во светот да имаме и брзи испорака на проекти, затоа што јавна тајна е дека имаме проблем со асфалтот, имаме проблем со недостатокот на бетумент во државата и со самото тоа имаме проблем за брзи и ефикасни испорака на капитални инвестиции. Зборам од во делот на патната инфраструктура. На тоа што ме радува, ние отпочнавме неколку капитални инфраструктурни проекти. Тука би ги извел секако изградбата на улицата Индустријска со 2 тротоари. Тоа е еден многу важен проект. После тоа изградбата на улицата Видео Смилевски Бато, која што е во населбата Стара Сандик, една улица која што беше деценијски барана од самото население кој што живее во населбата Стар Расник со подпорен зид.
Секако планирана е изградба на улицата Грозденец со водоводна и канализациона мрежа која што веќе е во постапка на изградба. Секако неколку улици во спортско-рекреативниот центар во Делчево, веќе е завршена една улица во населбата Басарица, улицата Драмечка. Сега оваа недела ќе почнеме изградба на улици во населбата Пролет и улица во селото Звегор. Паралелно на тоа добро се движи текот на изградба на кејот на река Брегалница возводно, заедно со скеј паркот. Сето тоа се проекти кои што се финансирани и поддржани од владата на Република Македонија преку двата повика од унгарскиот кредит. И мислам дека ние како општина Делчево сме среќни што сега ги береме благодетите од самите два повики на владата и искрено сме благодарни и слободно можеме да кажеме дека професор доктор Христијан Мицкоски како премиер на државата е вистински пријател на нашата општина, затоа што тоа се многу важни проекти, многу големи проекти, на тоа ќе се надврземе и на изградбата на спомен домот во Разовци и најавената реконструкција на спортската сала која што е во спортско-рекреативниот центар, еден многу важен објект, капитален објект кој што за жал во моментот е заборавен на забор на времето и тука би ја спомнал и улицата Орце Николов која што е финансирана преку Светска банка, улица која што дава една нова поврзаница на луѓето кои што живеат во населбата Ново Делчево. Паралелно на тоа, во моментот течат активности за освежување на повеќе наменски игралишта на територија на општина Делчево. Сега сме во постапка на освежување на игралиштето на улицата Питугули, на познатото игралиште на Бомбандери, кое што е во населбата Милко Обрдо и на познатото детско игралиште кое што е позади старата позната Валожанка. Тоа се три игралишта кои што се сега во фокусот на општина Делчево, кои што веќе денеска втор ден работиме. Тука се вклучени тоа што ме радува што се вклучени доста волонтери и од Црвениот крст, волонтери од други здруженија, од младинскиот сектор, наши ученици. Паралелно на тоа планираме сега пошто денеска ни заврши тендерот за водовод и канализација, да процесираме неколку капитални проекти во тој дел. Веќе се очекува наредната недела да дадеме нарачки за 7 проекти од таков тип. Тука би го спомнал и големиот дел на активности во зачување на животната средина. Во тек се акции за чистење на голем број на диви депонии. Тоа сакам да ве прашам, тоа е моето следно прашање и таман се надоврзува. Од една страна се обидувате да ги навикнете луѓето на селектирање на отпад, им давате отпад, односно канти за ѓубре обележани и слично да се навикнат луѓето. Од друга страна не престанува навиката на граѓаните да прават диви депонии. Ова и низ призма на прашањето колку и граѓаните се битни во целата ситуација. Вие може да правите и улици, може да правите се. И граѓаните треба да се навикнат на одредени ситуации за да имаме подобар живот. Еве, денеска имате апел, ако не се лажам, за дивите депонии да се внимава повеќе. Па да. Значи јас ќе видам најсеќа градонче кога и јас и генерациите после нас и мојата генерација ќе создадеме европски вредности би ги нарекол, за да можеме да управуваме добро со комуналниот отпад. Да престанеме да создаваме диви депонии на секој чекор, затоа што верувате дека ние во Делчево по денешниот повик кој што го објавивме, дека вршиме расчистување на диви депонии, веќе имаме 19 нотирани активни диви депонии, што е една бројка многу сериозна, многу застрашувачка и бројка која што мене лично ме загрижува. Можеби тоа е повеќе од проблемите кои што едното комунално предпријатие ги имаше во континуитет во минатото и несобирањето редовно на ѓубре од домовите на нашите сограѓани и од колективните стамбени единици, дека сепак можеби и тоа е и причината, но јас сепак мислам дека лошите навики кај одредена група на нашите граѓани сепак е и во основата на создавањето на диви депонии на повеќе места во нашата општина. Верувате дека тоа што мене ме загрижува е што ние дури и во самиот град имаме 3 активни депонии кои што денеска бевме на терен со вработените во општина Делчево, со представници од комунално предпријатие,
јавното комунално предпријатие и веќе сме во план на нивно рачистување. Сега ако планираме во почетокот на мај да направиме и генералка викенд, каде што ние од локална самоуправа ќе излеземе и во некои такви критични точки ќе помогнеме за сорачистување на дадена целина, на дадена територија, да покажеме дека сепак и ние сме спремни да помогнеме во подигање на самата свест за зачување на нашата животна средина. Затоа што колку и ние да правиме, колку и да градиме, колку и да се трудиме да даваме добар имидж на општината и на бизнис заедницата, ако сепак ние ѓубето го оставаме позади нас, кој странеци да дојде, кој инвеститор да дојде, кој ќе види дека ние сепак не знаеме и не можеме да се справиме со ѓубрето, ќе има искривена слика за нас. Не можеме да говориме за европски вредности ако не ги почитуваме основните, барем да го ставаме ѓубрето таму кај што е предвидено, да се става, да олесниме на некој начин. Сега имаме во фаза една многу интересна акција заедно со местните заедници. Уште во самиот старт, кога уште пред локалните избори, јас како кандидат за градоначелник и после тоа како веќе актуелен градоначелник зборував дека ние тоа што ќе се фокусираме е соработка со бизнис заедница, тоест подигање на локално економски развој на општина Делчево и соработка со местните урбани заедници. Тоа што мене ме радува е што ние успеавме да веќе, тоест во фаза сме на доделување на повеќе канти за разделно собирање на отпад во нашите села и за поставување на нови контейнери во селата. За жал се уште имаме села каде што не се собира ѓубрето од нивните домови, тоа се селото Вирче и делумно селото Стамер, но планираме сега и преку Совет да ги задолжиме и самите мештани, но и да им поставиме контейнери за да може и тие наши сограѓани да имаат можност да депонираат отпад во колективни контейнери за собирање на смет. Така да имаме уште многу што да подобриме, имаме уште многу работа да направиме. Веќе поставивме 2 пункта за собирање на електронски отпад, кој што не беше случај во Делчево. Сега планираме да поставиме, веќе имаме одлука на Совет, за поставување на вендинг машина во која што ќе можат нашите сограѓани самите пластични шишиња да ги враќаат во самата вендинг машина, која што ќе биде поставена на позната локација во Делчево и за тоа да собираат точки на нивните смарт телефони и потоа со тие точки кои што ќе имаат парична вредност, ќе може да пазаруваат во нашите национални маркети. И тоа е исто така една добра практика, еден добар пример, еден добар стимул, кој што мислам дека сепак на крајот на денот ќе води со плод и веќе паралелно на тоа имаме и една невладина организација која што работи сериозно на подобрување на хигиената во градот, тоест планираат да постават и тие 2 такви вендинг машини, кои што пак имаат циркуларна вредност, економска вредност, тоест со повратна средства нашите сограѓани може да пазаруваат во нашите локални маркети, кои што пак исто така дава една додадена вредност на самиот проект, затоа што за ѓубрето добивате пари, пари да ги трошите во наш локален бизнис и помагате на развивање на еден семеен бизнис од нашата општина и екзистенција секако на неколку наши делчевски фамилии. Така да тоа е исто една убава практика, една убава замисла и јас сум сигурен дека исто така ќе води со плод. Инаку тоа е, мораме да се подобриме. Еве јас неколку пати апелирам да бидеме разумни, да бидеме совесни и да бидеме трпеливи, затоа што ние сепак сме малку потемпераментен народ во Делчево. Секој пат сакаме нон-стоп да има нешто, но добро е што граѓаните го препознаваат дека ние мрдаме од нула точка, затоа што направивме некои чекори кои што не беа направени за жал во минатото. Еве денеска имаме една убава акција за конечно поврзување на сите електрични светилки во нашиот градски парк. Имавме едно 40% од градскиот парк ни беше неосветлен неколку години затоа што поради градежни активности во минатото самата електрична енергија беше прекината. Неколку булеварски решенија го има истиот овој проблем, но последните неколку денови значително напорно работеа екипите на јавното комунално предпријатие Бригадното Делчево и веќе овие проблеми се санирани и мислам дека денеска или веќе утре вечер и граѓаните ќе го видат бенефитот од самите интервенции. Така да на повеќе места имавме што да санираме, полека постепено се движиме на повеќе места, но сепак граѓаните сакаат брзи решенија веднаш, но
еве, нека биде и апел да за трпеливост и дека секој се работиме, само за се треба време. Имаме проблеми и во инфраструктурни кои што се натоложени. Тука ќе ја спомнам Зелорска река, денес имавме еден состанок со граѓани, мислам, нашите граѓани кои што живеат во Зелорска река, си ги признаа и самите нивните пропусти во минатото. Веќе видовме нели кои улици сепак може да се направат, веќе сме во план за нарачка на проекти за 3 улици во Зелорска река. Во постапка сме за експроприација на неколку улици во општина кои што исто така се проблематични. Станува збор за улица Петрашевска и улица Петрашевска во населбата Стелиште и улица Ветренска во населбата Басарица. Таму имаме покомплексна ситуација каде што имаме многу експроприација и тоа се предмети кои што сакаат време. Значи граѓаните треба да разберат дека кога имаме постапка на експроприација, некаде рокот за изгледа на самата улица се продолжува минимум од 3 до 6 месеци. Така да не секој пат е до градоначалникот, не секој пат е до општината, не секој пат е до одделението за урбанизам, не секој пат е до изведувачот, некој пат има нели и пречки правни кои што ние сепак треба да ги надминеме за да дочекаат и самите нашите граѓани да дочекаат нивната улица која што не е направена со децении, сепак да го види светлото на крајот на тунелот. Така да во секој случај да, потребно е и да не е толку брзо треба да се решаваат работите. На крајот сме на емисијата за да има основа да се решаваат работите, да не биде само ад хок, затоа гледам започната е постапка за стратегија за локален економски развој до 31, ако не се лажам. Некаде на почетокот на месецот сте имале состаноци. Кои треба да бидат основите на оваа стратегија според вас? Па да, ние имавме веќе еден првичен форум во кој што беше разгледана и самата стратегија за локално економски развој. Јас лично сметам дека самите заклучоци кои што произлегнаа од самиот состанок, а имаше многу идеи, треба да бидат имплементирани, треба да бидат нотирани, треба да бидат бодирани и со самите форуми кои што ќе бидат организирани од општина Делчо за самите приоритети, да биде направена една скратена целина која што ние ќе ја препознаеме и ќе работиме за реализација на истата. Јас искрено сметам дека експресниот пат Кочани Делчево многу пати е споменуван и е во основата на локално-економскиот развој на општина Делчево. Тука секако би ги спомнал и новата донесена програма на Совет на општина Делчево за отуѓување на државно земјиште во центарот на градот за развој на нашиот бизнис. Веќе најавените странски инвестиции кои што треба да се случат во општина Делчево, веќе имаме една потврдена и една е веќе во фаза. Така да тоа можеби е и во основата, но јас пак речам, во основата на локално-економскиот развој сепак стои ентузијазмот и работата на локалната самоуправа. Ако ние во локалната самоуправа работиме со зголемена енергија, со зголемен интензитет, јас искрено верувам дека 2027 година веќе ќе ги береме плодовите на истото. Нема да чекаме 2030 или 2031 како што е замислени самата стратегија, веќе наредната година, ако се тоа што ни е реализирано со форумите, со бизнис форумите, со нашето подавање на рака на општини од другите држави и со поддршката секако од владата на Република Македонија и професор доктор Христијан Мицкоски, нашиот премиер, јас искрено верувам дека сепак Делчево има можности дека Делчево ќе се развива. Сето тоа ќе биде проследено и ќе можат да го видат и низ нашите емисии, низ нашата програма, затоа што следиме се што се случува во средините во држава, посебно во истокот. Ви благодарам, градоначалници, за гостувањето во денешната емисија. Ви благодарам на поканата, сме живи и здрави да се идеме и понатаму да зборуваме секако за мојата општина, општина Делчево, и секако уште еднаш голем поздрав до вас како медиум и убава вечер на вашите ценети гледачи. И убави настани во предстој, ќе информираме за нив и се надам ќе уживат сите кои што ќе дојдат да ги одбележат овие, богами, не се занемарување. 150 години разловечко остание, 100 години фудбалски клуб, сепак тоа се за почит настани за кој што треба навистина да се оддаде почит. Благодарам за уште едно за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот на општината Делчево, господинот Иван Гоцески. Слушнавте, интересни настани престојуваат и амбициозно да се решаваат работите побрзо од што би требало. Сето тоа ќе даде, веруваме, резултати и ние сето тоа го следиме. Вие имате можност да видите. Судот на јавноста и задоволството на јавноста е она што сигурно е најважно за сите оние кои што работат за подобар живот. Останете со ТВ Стар, се гледаме со ново издание во среда.